Добар ден, почитувани. Ова е уште една нова телма амбуланта. Треба ли да се плашиме од бемките на кожата? Дали секоја бемка на нашата кожа треба да биде прегледана и на која возраст треба да почне се практикува тоа? Како изгледа дермоскопскиот преглед на бемките кај дерматологот? Дали е потребна некаква посебна подготовка и дали може би е непријатен? Дали со дермоскоп може да се направат прегледи, односно поставување на диагноза и кај останатите заболувања на кожата, ноктите и косата? Например, ќе се поставили конкретна, точна диагноза, прецизна диагноза при опаѓањето на косата или пак на промените на ноктите. На оваа тема денеска разговараме со доктор Верче Тодоровска, дерматолог во Дерма Нова. Разговорот ќе го проследите по рекламниот блок. Во денешната телма амбуланта зборуваме за прегледот на бемките и промените на кожата со дермоскоп со доктор Верче Тодоровска, дерматолог во Дерма Нова. Докторке, добре ни дојдовте повторно во студиото на телма. Добро најдов, благодарам на поканата. Денешното издание ќе го отвориме со прашањето поврзано со стравот од бемките. Треба ли да се плашиме од бемките на нашата кожа? Стравот од бенките е најчесто пренагласен. Значи, бенките се бенигна природа. Зошто би се плашиле од бенигни промени? Обично луѓето се плашат од непознатото и од малигни промени. Проблемот со бемките, мислам, тој страв од каде генерира, што меланомот, еден од најопасните карциноми на кожа, може да наликува на бенка, особено во првите фази на развојот, и тогаш многу тешко може да направиме дистинкција, разлика, дали се работи за бенка или е нешто сосема друго. Така да стравот не треба да превагнува, како да кажам, да надвладе, да не се фиксираат луѓето, да не си прават психолошки оптеретувања. Наједноставно дојдете на преглед. Секој човек треба еднаш во годината да направи ваков дермоскопски преглед, каде што ќе се запознае со своите бенки, со промените на својата кожа. Дали се бенки или не се бенки, дали има сомнителни или не, дали треба да продолжи понатаму да ги прегледува. Во моментот, доколку некоја го загрижува, веднаш ќе се разреши дилемата дали е тоа опасно или не. Веднаш се добива диагноза со дермоскопскиот преглед. Секоја бемка на нашата кожа треба да се прегледа? Секоја промена? Да. И најситната и најситната сега добро, генерално над 2 мм, бидејќи сме имале искуства со карциноми на кожа, кои што се, например, јас имам базалиом од 2 мм и меланом од 3 мм откриено. Меѓутоа, тоа се промени кои што токму заради нив препорачуваме да дојдете на преглед, за да ги фатиме додека се во многу мала и во рана фаза од својот развој, бидејќи ако чекаме ние бенката под наводници, промената на кожата да стане асиметрична, да има назабени ивици, повеќе бои, тоа веќе е малку напреднат стадиум на меланом или друг тип на рак на кожа. Значи, токму од тие причини, затоа и се вели скрининг. Значи, скрининг значи преглед за нешто кога се уште немаме симптоми или ништо не загрижува, чисто одиме да се провериме, како што е скринингот за ракот на дојка, рак на дебело црево и така натаму. Значи, секој човек еднаш во годината, зборуваме за полнолетни лица, бидејќи кај децата е исклучително ретко да има причина за преглед на бенки. Од која возраст значи да се започне? После 18-тата, сега зависи нели и од ризичната група, дали постои одреден зголемен ризик да се појави нешто несакано во кај пациентот, дури и на по-млада возраст, бидејќи, например, најмладиот пациент со меланом, кој јас го имам диагностицирано, имаше 26 години. Така да генерално полнолетните лица треба да направат иницијален преглед на своите бенки, односно промените на кожата, тогаш докторот ќе ги на некој начин ќе ги едуцира за тоа во која група ќе направи проценка за типот на кожа, за ризикот кој го носи, ќе направи анамнеза, дали тој пациент, дали човекот имал порано изгореници од сонце, а дали користел многу често кај младите жени, дали користеле солариум. Со тоа ризикот за појава на меланом понатаму во животот многу кратно се зголемува. Например, само една посета на солариум ви го зголемува ризикот за 75%, и тоа на било кој рак на кожа. Не случајно солариумите се забранети за малолетната популација, па дури и за сите, за целосната популација во некои високоризични земји. Зголемува ризик за 75%. Точно. Веќе редовното користење, оние кои што сакаат да имаат добар тен, обично знаат да го практикуваат во текот на
целата година. Да, особено под 35 годишна возраст. Затоа, например, Австралија и Бразил го имаат комплетно забрането, затоа што таму инсолацијата, она нормална, природна, и онака е висока, плюс со солариумот дополнително се зголемува ризикот за појава на сите карциноми на кожа, вклучувајќи го и најопасниот меланомот. Обично кај лица, кај млади жени кои што користеле солариум, гледаме повеќе бенки, односно пигментни промени на екстремитетите. А обратно, оние бенки што ги добиваме со генетиката, односно што сме ги на некој начин наследили од своите родители, се најчесто лоцирани на трупот, на лицето, на главата. Така да тоа значи дека индуцираноста на појава на бенки и пигментни промени исклучително не зависи само од гените, туку и од изложеноста на сончевите зраци. А УВ зраците кои што се користат кај солариумите се концентрација од УВ зраци во многу краток период. Значи тоа практично кажано 10 до 15 пати по-голема инсолација отколку природната. Дали УВ зраците и сончевата светлина подеднакво ризично ќе влијаат и кај светлата, белата кожа и темната? Генерално не, бидејќи светлата кожа полесно гори. Изгорениците од сонце се фактор на ризик за појава на меланом понатаму во животот. Значи темот има улога? Има улога, бидејќи чувствителноста на сончевите зраци, води кон одредени оштетување на кожата, мутации во клетките во јадрото кои понатаму се напластуваат, се кумулираат и во еден момент клетките веќе се оштетени и почнуваат да се делат неконтролирано, односно се јавува малиген процес. Кај потемната кожа, тој процес би настанал многу после подолго време, да речеме. Меѓутоа, ни темните кожи не се амнестирани од појава на меланом и карциноми на кожа. Значи, генерално тоа се во нашата поднебје Фицпатрик тип 3 го викаме, значи најчесто среќаван тип на кожа, каде што имаме темно кафена коса, кафени очи, тоа е тип 3. Тука имаме можност за изгореници, не е толку висока, но сепак постои. Најсклони кон изгореници се оние со светла коса и светли очи, меѓутоа и овие, пошто потемните типови може да изгорат. Значи, скоро имав, минатото лето, имав еден млад брачен пар кои што биле на Миконос за време на интензивните летни одмори, значи темен тен, Фицпатрик 3 и 4, беа, мислам, буквално темна кожа, изгореа за прв пат во животот. Меѓутоа, не значи дека не може да изгори и темната кожа, особено ако е во најголемата инсолација, помеѓу 11 и 16 часот, кожата едноставно, ако не е заштитена, гори. УВ зраците се повеќе го докажуваат својот негативен ефект пред се на клетките во кожата, базалните, кератиноцитите и меланоцитите. И токму затоа, тоа е единствен фактор на кој што можеме да делуваме и да спречиме, бидејќи гените не можеме да ги измениме. Значи, меланомот е единствен рак на кожа кој што може да се превенира во дури 90% од случаите, бидејќи најчесто е индуциран од УВ оштетување. Докторке, тоа значи дека опасните промени ќе се јават на оној дел на кожата што бил изгорен од сонцето? Не, бидејќи оштетувањата се на ниво на клетка и може, плюс тоа генетската предиспонираност, така да меланомот е единствен канцер кој може да се јави буквално на секоја педа од вашата кожа. Значи, може да се јави на стапалата, меѓу прстите, може да се јави во гениталната регија, значи сите оние делови што се покриени, што воопшто не гледаат сонце, потоа на скалпот, под косата. Значи, не само кај луѓе кои што имаат известен степен на проречување или келавост, и исто така може да се јави за жал и во окото и на слузниците, дури и на внатрешните органи, што е најтешко да се открие. Меѓутоа, овие другите делови се достапни на нашиот поглед и затоа советуваме. Правете го тој само преглед, бидејќи на тој начин, дури и овие подзаскриени регии, проверувајте ги, ќе направите една, како да кажам, една слика, ќе составите ментална слика во вашиот ум за тоа како вашата кожа изгледа, каде имате бенки, какви се, дали во моментов, после следниот месец или после година-две, ако забележите нова промена, ќе знаете дека е нова и ќе можете да се обратите на дерматолог да направите проценка на таа нова промена. Како да го направиме само прегледот, пред огледало да застанеме? Па, генерално пред огледало,
или со помош на партнер, особено за грбот, бидејќи на пример кај мажите грбот е најчесто место кај што го гледаме меланомот, а кај жените најчесто го гледаме меланомот на подколениците, односно на нозете. Така да, докторке, кои бемки би требало да не загрижат? Дали оние што се само како колоритна промена на кожата или пак испакнатите? Било каква нова промена која што во континуитет најчесто е нова. Сега ќе ви објаснам. Било која нова промена која во континуитет расте, се менува или пак пројавува нови симптоми. Генерално се работи за пациент кој што има над 18 години или над 4-та деценија, да речеме, нови бенки не очекуваме. Таа промена треба да се провери. Може да биде до 4-та деценија се формираат бенките? Па да. Бенки се формираат најмногу во детството, во адолесценцијата и најмногу негде до 4-та, 5-та деценија. Се тоа што понатаму се јавува како нова промена, треба да се провери бидејќи немаме нови бенки. Тогаш се јавуваат кератози, папиломчиња, брадавички, некои други израстоци кои што одат со текот на годините. Соларни лентига, флеки од сонце и така натаму. И затоа треба да се проверат. И ризикот за појава на нешто несакано се зголемува со возраста. Да бидат дали попасно доколку се испапчени, односно испакнатите бенки најчесто се ги викаме дермални невуси. Тие се сосема бениген дел од кожата, многу често ги среќаваме. Кај нив постои извесен ризик да доколку околу бемката или самата бенка одеднаш ја смени бојата интензивно или пројави други симптоми, да се јави тука меланом. Обично е околу незината база. Меѓутоа, тоа се помалку 30% од меланомите. Во 70 до 80% од меланомите се јавуваат на претходно здрава кожа, значи кај што немало бенка. Ама луѓето ја доживуваат како бенка бидејќи е во боја најчесто. А имаме ја меланотичен меланом, тој не е во боја. Како ќе го процениме? Затоа треба да се направи тој преглед. Затоа што оно што му е сомнително на пациентот може да биде сосема безопасно и безадлено, а ние во текот на прегледот, кој секогаш треба да вклучува преглед на целата кожа, може да најдеме нешто што пациентот не го доживува како опасно, не го доживува како потенцијален малиген процес, што ние ќе го утврдиме само со помош на дермоскопскиот преглед. Но луѓето го доживуваат опасно на момент на повреда, но не испакнати бенки. Да, меѓутоа кога ќе потече крв, кога ќе така, да, многу може честа. некош да се подоткина и слично. Да, многу честа причина поради која се јавуваат на преглед и тоа треба да се направи. Било каква повреда на бенка треба да се провери со дермоскоп, бидејќи меланомов во одредена фаза од својот развој може да крвари и да наликува на повредена бенка. Неретко се случило пациентот да дојде на преглед и да рече ја повредив бенката, а ние гледаме дека всушност се работи за развиен меланом. Бидејќи во очите на пациентот тој ја доживува како бенка. Пигментна е, темна е, кафена, може би потемна, црна, може и сива, да биде едноставно бенка. Меѓутоа, само дермоскопот и дерматологот ќе каже што е што, дали е бенка или е, не дај Боже, меланом. А повредената бенка како таква, ако докажеме, видиме со прегледот дека се работи за обична бенка, се третира со локална антибиотичка терапија да заздрави како и останатиот дел од кожата. Едноставно повреда на кожата. Посебни прегледи да се посветуваат на повредената бенка во случај во иднина да не се развија. Генерално не, како што и целата кожа, така и таа бенка ќе се прегледува во склоп на тој скрининг. Споменавте дека треба сите бенки да се прегледат и тоа се прави со дермоскопот кој што го донесовте. Тоа е всушност еден рачен микроскоп. Така. И што можете да видите со него? Значи, ова е рачен микроскоп. Значи, ова не е лупа, ова не е само средство за зголемување. Со помош на овие два типа на светло, тој овозможува да нашиот поглед, значи низ дермоскопот, буквално посматраме структури кои што се до 2 мм во длабочината на кожата. Значи, не се посматра само она што е на површината. Значи, имаме комплетна една евалуација на тие дермоскопски структури, бои, крвни садови, кои што ни помагаат да направиме јасна дистинкција за што станува збор. Значи, диагностиката со дермоскопот буквално ја зголемува нашата прецизност од 30 до 60% од преглед со обично, со голо око или со лупа. Вие ни пративте фотографии кои што можеме да ги скоментираме и всушност да се види разликата помеѓу преглед кој што е направен со дермоскоп и со
и со голо око, може да ги пуштат од режија фотографиите. Еве ги, ако може и на видео зидот, за да може докторката да ги скоментира. Да, еве ги фотографиите. Овдека можно јасно се гледа дека значи имаме две можни слични промени на грбот на двајца различни пациенти. Првата слика покажува најлево, нели, покажува како изгледа со голо око. И гледаме една темна промена, еве сега и тука, темна промена, јасно ограничена, ништо посебно. Луѓето ова би го доживеале како бенка, така? Так. Меѓутоа, и во двата случаја не се работи за бенка. Горната промена, еве сега со лупа, ја зголемуваме, меѓутоа не ни дава некој повеќе увид од она што го гледаме со голото око. Меѓутоа, веќе третата фотографија ни кажува што ние гледаме под дермоскоп. И сега, ова се сосема две различни структури. Во горниот десен агол, фактички имаме една себороична кератоза. Тоа е мощна, безазлена, безопасна, бенигна промена, која што многу често ја гледаме кај возрастните негде веќе после втората, третата деценија. Има типични карактеристики кои ние со дермоскопската азбука ги окарактеризуваме со одредени имења како comedolike openings, milia-like цисти, една јасна демаркација и така натаму, да не ве замарам со тоа. Долната слика гледате дека е сосема различна. Ова е меланом. Значи, ова покажува... Изгледа како најобична бемка. Сосема обична бемка, која што, гледате тука, значи, е единствена. Еве, горната е единствена, ама сепак, значи, обично велам пациентите кај луѓето, значи, ако забележите грдопајче, односно промена која што не личи на ниедна друга, или пак е единствена, како во двата случаја, веднаш да дојдете да ја проверите, бидејќи таа бенка под наводници може да е нешто друго. Вториот слайд овде, втората слика е меланом и тоа во една развиена фаза од веќе скоро 1 милиметар длабочина. Значи, видете колку може да помине ова безазлено. Во случајов пациентката беше препратена од нејзиниот матичен лекар, што е за поздравување, бидејќи промена на грбот потешко може да забележиме. Затоа ни треба помош од партнерот и тој само преглед. Бидејќи ова било нова промена која што почнала да се менува, да расте, да менува бои. Значи, нешто што не било тука и сега изгледа вака. Дури со помош на мобилните телефони, некои фотографии од летувања, може да забележите каде која промена, бенка под наводници се наоѓа и после известно време да направите споредба. Ние во ординација тоа го нарекуваме дигитална дермоскопија и секвенционирано следење на одредени сомнителни промени. Бидејќи кога правиме преглед со дермоскоп, доаѓаме до заклучок дека или се работи за сосема бенигна промена, како во првиот случај го праќаме пациентот дома, редовна контрола еднаш годишно, ако нема некој ризик фактор. Во вториот случај може да има нешто сомнително. Нешто кое што се развива, малку е поинакво од другите, не сме сигурни или е можеби ептен рано, па го следиме. Првиот преглед обично е контролен после 3 месеци. Ако во рокот тие 3 месеци се забележи драстична промена, може да побараме и хистолошка верификација. И во третиот случај, или ако не се случи ништо, повторно продолжуваме со редовни прегледи. А во третиот случај, ако утврдиме дека се работи за малигно заболување, дали меланом или друг тип на рак на кожа, веднаш бараме хируршко отстранување. И тоа најчесто е единствената, секако колку е порано фатена промената, толку подобри се резултатите во лекувањето. Ако го откриеме меланомот во најраната фаза, кога е значи негде под 0,8 или инситу, кога е во најгорниот слој на епидермисот и нема допир со крвната и лимфна циркулација, пациентот е фактички излекуван со таа хируршка интервенција. И затоа се стремиме. Еве и во овие случаи, ова се меланомија, гледате колку се безазлени на изглед, односно со голо око. Така да, затоа е неопходна оваа дермоскопска анализа за секого. Ако правите скрининг, како што и нашата национална кампања, национална стратегија за рано откривање на малигни заболувања вклучува рано откривање, скрининг за простата, дебело црево, рак на дојка и рак на бели дробови, мислам дека треба и ова да биде вклучено во таа национална кампања, бидејќи не бара многу, а спасува животи. Ќе ги вклучиме гледачите, почитувани од овој момент. Емисијата е Контакт на доктор Верче Тодоровска, дерматолог во Дерманова, е гостинка во студиото на Телма. Со неја зборуваме главно за дермоскопијата.
проговоривме за тоа како изгледа прегледот на бемките, но докторке, може ли на ваков начин да се диагностицираат и останатите заболувања на кожата? Секако. Тоа е, како да кажам, зашто велиме дермоскопијата е тивка револуција во медицината. Не знаат многу од нашите колеги за тоа, меѓутоа од 95-та година како што е откриен, односно направен првиот дермоскоп, па наваму многу динамично се развива и постојано имаме нови увиди во моментот како да го искористиме тој дермоскопски преглед дури во диагностиката не само на кожните карциноми, што секако е најскапоцената придобивка од овој преглед, бидејќи спасувате живот. Меѓутоа, најчестите прегледи, односно пациентите најчесто доаѓаат заради одреден осип, промена на кожата, чешање, симптоми од типот на атопичен дерматит, псоријаза, розација, себореја се најчестите диагнози кои што ги среќаваме секојдневно во нашата пракса. Со помош на дермоскопот сега можеме да направиме уште поточна диагноза и кај овие болести. Некој ќе каже тоа е така јасно и видливо. Меѓутоа, многу често одредена кожна болест се манифестира многу необично или знае да се маскира, односно да наликува на нешто сосема друго, а терапијата да биде сосема спротивна и да имаме неуспешно лекување. Со помош на дермоскопот, ние можеме да направиме јасна дистинкција за каква диагноза се работи. Во моментов може би има повеќе од 50 диагнози кои што веќе се потврдени и за некои дури не ни бараме биопсија. Например, лихенот има така карактеристична слика по дермоскопија, така да буквално немаме потреба од биопсија. Дермоскопијата на некој начин е онаа празнина која што постоеше долго време во дерматологијата помеѓу клиничкиот преглед и хистопатолошкиот, односно биопсијата. Сега ние имаме еден вид виртуелна биопсија. Значи, со помош на овој преглед можеме точно да лоцираме дури и рак на кожа или пак да диагностицираме кожно заболување. Значи, прецизна диагноза да се даде. Прецизна диагностика. Што е со болестите на косата? Доктор, ќе се случува да има опаѓање на косата. Дали со дермоскопијата можете да утврдите за каков проблем се работи? Бидејќи прегледот е прилично непријатен. Се зема цел сноп од косата кој што треба да се откорне. Така. Малце и болно и непријатно и претходно треба неколку дена воопшто да не ја миете косата. Може би 7 дена мислам дека беше, не е. Трихоскопија е преглед на скалпот, на кожата на главата и влакната со помош на дермоскоп. Значи, сосема едноставно како што го прислонуваме на кожата, така истото го правиме и на делот на косата, односно на главата, кај што имаме влакнаста регија. Со помош на дермоскопот повторно правиме евалуација на знаците што ги гледаме. Каква е кожата, какви крвни садови има, дали има лушпи, дали има скршени влакненца, дали влакненцата имаат изменет квалитет. И на тој начин можеме лесно да дадеме диагноза дури и на многу болести на косата кои што се почести. Например, една наједноставна машки тип на келавост или андрогенетска алопеција многу лесно може да се детектира со трихоскопијата или пак алопеција ареата во својот зачеток. Скоро имав два интересни случаи кои што долго време биле лекувани како едниот беше како себороичен дерматит, испадна дека се работи за фоликулитис декалванс, која што е многу посериозно заболување што ги зафаќа фоликулите на влакната на скалпот и се лекува можне поинаку отколку себорејата, да речеме. И уште една исто така можна интересна диагноза, фронтална фиброзирачка алопеција, која што е релативно ретко заболување, се јавува кај жени на средна возраст, каде што имаме повлекување едноставно на косата наназад. Значи, тој оној дел кој што го заокружува лицето се повлекува и имаме типични промени на влакната во таа регија. Или изостанок на оние мали ситни велус влакна, baby hair што ги викаме. Пациентката исто така беше долго време лекувана како обично опаѓање на коса или женски тип на келавост само со шампони против опаѓање, што е сосема погрешно, бидејќи оваа диагноза повлекува сосема друга терапија, бидејќи самата причина за тоа опаѓање е различна. Затоа велиме диагностиката значи успешно лекување. Колку е поточно, толку имаме поуспешно лекување и позадоволни пациенти и секако ако имаме ние многу хронични заболувања кои доаѓаат и си одат. Меѓутоа со помош на дермоскопот можеме да правиме дури следење на одговорот на терапијата или пак во случај ако се појави некој коморбидитет, можна лесно да го детектираме.
Например, атопичниот дерматит е можна честа проблематика, каде што кај дечињата имаме и кај повозрастните одредена сувост, печат и перутање. Имав скоро пациент кој што долго време бил третиран како атопичен дерматит, меѓутоа со дермоскопот најдовме дека има две жаришта на габична инфекција. Кај атопичната кожа многу полесно се развива таков тип на инфекција. За среќа там е можна банална и можна споро се развива, меѓутоа ако не ја поставите диагностиката, нема да имате успешно лекување. Интересно, како додаток на овој дермоскоп, овој најновиот дермоскоп на Dermlight DL5, има уште една светлина, не знам колку ќе се види, тоа е ова UV светлина или плаво флуоресцирање и буквално отвара сосема нова врата во диагностиката на кожните промени, каде што имаме ултравиолетово флуоресцентна дермоскопија. Значи ние ја осветлуваме кожата со помош на оваа плава светлина или порано позната вудово светло, која што се користеше најчесто за да се детектираат габични инфекции. И буквално можеме да видиме одредени промени кои што уште повеќе ќе ни го олеснат процесот на диагностика. Дури и кај одредени инфективни заболувања, например кај молуските. Скоро имав детенце на 4 годишна возраст кој што имаше една промена која што расте и сега не знаеме што е, мало дете, не може вие веднаш да го пратите на биопсија. Кај децата немаме друга помошна алатка, особено нели биопсијата ние секогаш како една крајна опција која што може да ни помогне во поставувањето на дијагнозата. Меѓутоа кај дечињата тоа е малку потешко да се изведе. Со помош на дермоскопот јас утврдив дека се работи за малку необична молуска. Значи една поголема со малку поинаку изгледа клинички, ама дермоскопски таа се ги задржува структурите, бидејќи биологијата е таква и не може да не ја препознавате под дермоскоп, а клинички може да не ја препознаете. А што е со промените на ноктите? Тие се многу чести. Да. Дали се тоа секогаш габични или пак може да укажувате на некаков друг проблем? Има ли потреба од дермоскопски преглед и во тој случај? Секако. Термоскопот ни помага и кај детектирање или диагностика на промени на ноктите. Многу често, обично тука користиме само гел како интерфејс, бидејќи нели површината на ноктот е малку заоблена и потешка за да се визуализира таа дермоскопска слика. Меѓутоа, повторно многу ни помага. Веднаш можеме да направиме дистинкција дали се работи за габично заболување на ноктите, која е најчесто да речеме, најчеста проблематика, меѓутоа може и да направиме дистинкција помеѓу едно подноктено крварење после траума или меланом, бидејќи и тоа делува како една темно кафена пигментација на самиот нокт. Секогаш, ако забележите темна кафена лента, значи, обично во форма на лента се развива меланомот. Да знаете дека постои таков тип на меланом, подноктен, треба да се јавите на преглед. Најчести се траумите, меѓутоа, тие не се толку јасно ограничени, меѓутоа, сепак некогаш може да бидат толку назначени да не можеме да направиме јасна дистинкција, освен со дермоскоп. Значи, тука имате голема разлика од меланом до подноктено крварење. Или пак имаме промени од типот на, не знам, габични инфекции или промени на ноктите кои ги гледаме кај лихенот, кај псоријазата. Значи, лесно може да направиме таа дистинкција и понекогаш тие промени на ноктите да не насочат да бараме и некои системски промени или коморбидитети со цел да не пропуштиме нешто. Еве и алопеција ареата, што ја спомнавме, тоа е она косопаст кај народот познат во форма на печати, некогаш знае да оди со промени на ноктите. Иако детето има погуста коса или подолга коса, ако е девојче, може и да не се забележи, а преку ноктите да поставиме сомнеш дека може би има такво нешто, па да ја прегледаме и косата. Ке вклучиме гледач во продолжение на денешната Тилма амбуланта. Добар ден за него. Ало? Добар ден. Во програма сте. Ве следиме, ве слушаме. Повелете. Само ќе ве замолам да го намалите тонот на телевизорот. Добро. Разговорот следете го преку слушалката и го очекуваме вашето прашање. Повелете. Дали се уште го имаме гледачот на линија? Да. Повелете, го очекуваме вашето прашање. Повелете. Се извинувам, дали сте се уште на линија и ве уште една можност за вас да го поставите прашањето? Ало. Во програма сте, повелете. Ало, добар ден. Добар ден.
Сакам да прашам докторка. Ме слуша? Да, ве слушаме, само во континуитет зборувајте. Ние ве слушаме и не го следите разговорот преку телевизорот, туку во слушалката. Ние одлично ве слушаме и го очекуваме прашањето. Добар ден за докторката. Добар ден, повелете. Сакам да прашам дали има некаква можност за жуј на ногата. Имам плюс мисле неколку години, не можам да одам. Аха. На стапалото предпоставувам, така? Кај малото прсте доле, под малото Аха, прсте. добро. Ви благодарам за вклучувањето во програма, докторке. Ова е исто така еден чест проблем кој што создава сериозни, тегоби, го нарушува квалитетот на живот кога не можат луѓето нормално да се движат во чевлите што ги носат. Дури тука помага дермоскопијата, бидејќи со дермоскопија може да направиме дистинкција дали се работи навистина за жулј или пак за брадавичка. Брадавиците исто така се јавуваат и на стапалата и можат да бидат, тие се еден вид вирусна инфекција, а жулјот под наводници е калус, односно една хиперкератоза, еден одбранбен механизам на кожата на ногата, кај што има постојано удар, триење, притисок, едноставно се брани кожата. И тука може да лекуваме само со обични кератолитици, средства кои што ја омекнуваат кожата, па дури со криотерапија, се зависно од самата локација и од интензитетот, а ако се работи за брадавичка која дермоскопски се гледа, некојаш се множно слични, брадавичката е HPV инфекција и таа треба да се третира исклучиво со течен азот или со некои други средства за ваков тип на промена. Значи, гледате пак има дистинкција помеѓу едно вирусно заболување и едно, како да кажам, по-банално, сосема бенигна промена која што сепак е многу здодевна и со помош на овој преглед може со таа дистинкција да се постигне може подобро излекување, подобар ефект. Помагаат оние фластери што се за жулеви? Па не би препорачувала, бидејќи многу често пациентите знаат да ја иритираат само околната кожа и ништо да не се случи, а доаѓаат веќе мацерирана е кожата, па не можеме да правиме третман, па малку одложуваме. Подобро прво преглед, да се направи дистинкција што е што и потоа соодветна терапија. Ајде да ги слушнеме прашањата и на следните гледачи во денешната Телма амбуланта. Добар ден. Јас се надевам дека успешно ќе се вклучиме. Да, во програма сте. Заинтересирана сум за лекување на акни. Добро. Дали може, заради тоа што мојата внука применува роакутан за лекување на акни, таблети. Дали тие помагаат или треба некои дополнителни третмани? Ви благодарам за вклучувањето во програма. Што советувате кога станува збор кај акните? Добро, во овој случај значи има веќе се спроведува терапија со роакутан, тоа се еден тип на ретиноиди кои што се пијат преку уста и се даваат кај потешките форми на акне. Тоа е една комплексна терапија која трае подолго околу 6 месеци, може и подолго, и дава добри резултати. Така да ако е веќе почната терапијата, треба да се продолжи. Еден од нус ефектите е претерана сувост на кожата, па и на устните најчесто може да распукуваат. Тогаш се советува само дополнителна хидратација на кожата на лицето и секако и многу важно заштита од сонце. Бидејќи роакутанот го истенчува горниот слој на кожата и ја прави почувствителна на сончевите Колку време зраци. може да се зема оваа терапија? Најмалку 6 месеци, а може и подолго, зависно од состојбата. Така да терапијата е во ред, што ме почната, треба да се продолжи. Меѓутоа со предострожност, нели, да се штити од сонце девојката и секако да користи добра хидратација, бидејќи да кожата да може полесно да заздравува и да се одржува, да не доаѓа до иритација во смисла на перутање, црвенило, чешање и слично. Уште еден гледач ќе вклучиме. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Едно прашање до докторката, консултација и насока што да одбравам. Така. На главата, во косата, над 1 сантим од челото нагору. Имам една црна, не можам да ја кажам бемка, затоа што е расцветано како ружа, како, ајде да кажам, слично како капина. Тврдо е, тврдо, и то не боле, избегавам да го иритирам за да не направам нешто проблем. Бев на дерматолог
Меѓутоа ми рекол дека тоа е старечка пега. А тоа е поголемо од зрно грашок. А колку време го имате? Па некаде скоро 2 години. Скоро. Инаку сум на возраст од 72 години. Така. Докторке, да немате под прашање некоја? Па не. Не. Добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете. Поентата тука најважно е што е нова промена. Е сега кај возрастните луѓе многу често се јавуваат и себороични кератози. Тоа се нели нови промени и се бенигни. Тие може да разрасна така како карфиолести, како ружа, да бидат темни во боја, меѓутоа дури не ставите дермоскоп, нема да знаете дали е кератоза или е нешто друго. Релативно долго време го има, 2 години како што кажа, не мора ништо тоа да значи, меѓутоа пак ќе кажам, дермоскопскиот преглед ќе направи дистинкција, бидејќи бенка не е сигурно. Бенките, како што реков, се јавуваат негде до 4-5 деценија. Ова е дел кој што е покриен со коса, меѓутоа како што ви кажа, меланомот не бира ни возраст, ни локација, значи може да биде во боја, може да биде безбоен, буквално е многу како да кажам препреден, многу лесно се маскира и знае да ни се сокрие. Дури имунолошкиот одговор на организмот никогаш знае да го заобиколи и затоа треба да бидеме многу внимателни со било каква промена на кожата, да се прво дијагностицира, потоа нели. Така, ни спомена гледачката, може би е направен дермоскопски преглед и е утврдено. Да, може би, може и кажале старечка пега, може би рекле себороична кератоза, која може така да се преведе. Во тој случај тоа е бенигно. Има начин тоа да се отстрани? Да, себороичните кератози се бенигни промени, може да се третираат со криотерапија, со киретажа, со генерално дури и хируршки, ако е многу голема и расцветана, како што рече. И не треба, доколку е себороична кератоза, гледачката не би требало да се плаши да отстрани. Не би требало да се плаши воопшто да ја отстрани. Ако е себороична кератоза, воопшто да не се плаши, а ако е нешто, внимава да не ја повреди. Некое сомнително нешто, не дај Боже нешто друго, веднаш треба да ја отстрани, да не се плаши. Значи, како да кажам, најголемиот ризик што се случува поради ова малце како еден мит, една заблуда помеѓу народот, дека ако нешто отстраните, ќе ви се случи нешто лошо, е сосема погрешно, бидејќи ако имате нешто сомнително, не дај Боже, нели малигно, и не го отстраните, туку го оставите, тоа ќе се развива и само ќе ви наштети. Значи, затоа во тие ситуации многу е важно ургентно и брзо отстранување. Не се мислете дали е тоа ризично или штетно. Не е. Воопшто не. Ако е бенигна промена, ќе се спасите, нема да ви смета, еве во случајов при чешлање, при редовната хигиена, едноставно со еднократна една хируршка интервенција, плюс ќе имате патохистолошки наод како дефинитивна потврда за направената дијагностичка процедура. А од друга страна, ако е, не дај Боже, малигно, колку порано го отстраните, толку подобро за вас. Докторке, ви благодарам за вашето денешно гостување, што ни објаснивте многу работи поврзани со термоскопијата, со тоа дали треба да се плашиме од секоја бемка, но и за начините на кои што може да се дијагностицираат останатите заболувања на кожата точно и прецизно. Секако ми беше задоволство. Почитувани, тука ја заокружуваме денешната емисија, ви посакувам пријатен ден.